Ова е планината Галичица, 1/3 од неа од Охридска страна, заедно со врвот Магаро, кои висат над целата Љубаништа и Трпејца, се во собственост на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Ако пак, од милениумскиот крст на Скопско водно, погледот го вперите јужно во десна дијагонала кон селото Чифлик, целиот тој предел на шума, пасишта и ливади и припаѓа на исламската верска заедница. Ова се дел од сознанија до кои се доаѓа од базата на податоци која неделава ја објавија колегите од Бирн. На неа работеле повеќе од една година, а ја насловиле верски имоти под лупа, бидејќи се занимава со имотот на МПЦ и ИВЗ. Новинарот Гоце Трпковски вели дека базата е создадена затоа што и верниците и другите граѓани имаат право да бидат информирани, а на оваа тема редовно се шпекулира тивко, но ретко се говори гласно. Станува збор за двете најголеми верски заедници во државата, кон кои припадност изразува над 90% од населението. Како такви тие остваруваат големо општествено влијание, кое што се манифестира и во политичко влијание, понекогаш преку поддршка или спротивставување на одредени одлуки и исто така видовме многу примери каде што остваруваат и економско влијание, особено во секторот со недвижности, но и например во енергетиката, во трговијата, во други сектори каде што можат каде што го внеле својот капитал. А тој капитал во бројки покажува дека Македонската православна црква располага со околу 15.000 парчиња имот, распоредени на околу 8.000 локации во земјава, со вкупна површина од 143 милиони квадратни метри. Тоа, пресметале во Бирн, е 2,5 пати повеќе територија од државата Сан Марино. Исламската верска заедница располага со околу 5400 парчиња имот на близу 3000 локации, со вкупна површина од 13 милиони квадрати. Можеме да утврдиме она во што сме сигурни, тоа е вкупната нивна квадратура. И затоа е многу внимателни бевме во презентацијата на податоците, да прикажеме, да го кажеме само она во што бевме сигурни дека е така. Како што кажав, катасторот поради своите потреби различно ги представува податоците, поради тоа моравме ние да се консултираме и со експерти од таа област за да подобро го прочитаме она што го имаме како податок, да го систематизираме, да го сублимираме и да го прикажеме на начин што граѓаните ќе можат да го разберат. Само во стамбена површина, Македонската православна црква Охридска архиепископија располага со 140.000 квадратни метри, речиси 1/10 од станбениот простор или околу 11.000 квадрати, е впишан во новите висококатници што се градат спроти хотелот Holiday Inn во Скопје, каде што Македонската православна црква поседуваше дел од земјиштето. На црквата се и хотелот Изгрев во Струшко Калишта, како и хотелот Бисер кој е во близина на Изгрев. Македонската православна црква располага и со дел од брегот на Охридското езеро, особено во комплексот Свети Наум, кој е еден од најубавите во државава, како и во појасот каде што се наоѓа хотелот Силекс. Ги прашавме охриѓани што мислат за големиот имот со кој располагаат најголемите верски заедници. Знаете ли вие црквата и исламската верска заедница колкав имот имаат во државата? Не знам. А во Охрид? Не знам. Тоа свештеници ме прашајќи. Па доста многу поседи, само не знам точно. Кога ќе видите свештено лице кој излегува од, не знам, од луксузни возила, од луксузни вили, како ви се чини тоа? Па не сум многу среќна, ама не сум запознаена од каде му се парите. Како ви се чини вам тоа што црквата поседува, например, огромен имот низ државата? Не знам. Имаше сега една изјава, сиромав го прашаат на владика влига во скапа кола, молит. Оче, од каде скапа кола, Божја волја и сега не знам тоа. Најголем деловен објект на исламската верска заедница е градскиот пазар во Дебар, а еден од поголемите е овој комплекс со 30 дуќани во Гостивар, во кој работат бербери, угостители, трговци со облека и други. Во нејзина собственост е и култниот безистен во старата Скопска чаршија, кој не толку одамна беше културен и забавен центар за младите. Стамбениот простор на исламската верска заедница, според истражувањето на Бирн, надминува 37.000 квадратни метри. Но наспроти големиот имот,
Бирн открива големи нелогичности и замижувања на надлежните органи кога станува збор за финансиското работење и отчетност на двете неголеми верски заедници. Новинарката Фросина Димеска, која исто така работела на базата, вели не поднесуваат завршни сметки, не пријавуваат приходи, а Управата за јавни приходи и Централниот регистар им прогледуваат низ прсти. Во Управата за јавни приходи бивме неколку пати лично на средба со стручните лица кои што би требало да дадат одговори околу финансирањето и отчетноста на верските заедници, на двете најголеми верски заедници, и неколку пати излегувавме со повеќе прашања отколку со одговори. Јасно беше дека законите се тие, дека верските заедници, иако се регистрирани според закон за верски заедници, сметководство водат како непрофитни организации, односно како граѓанските организации, но на нашите прашања како е можно тоа тие да немаат поголеми приходи од 2500 евра на годишно ниво, кога јавноста многу пати била сведок дека тие издаваат атрактивни простори, имало многу медиумски написи околу таквите активности на двете верски заедници, од Управата за јавни приходи не добивавме конкретен одговор, туку цитирање на закони и тоа дека тие немаат такви информации. Од Бирн се обратиле со прашања и до Македонската православна црква и до Исламската верска заедница. Од црквата им одговориле: Македонската православна црква Охридска архиепископија во своето работење во целост ги почитува прописите во постоечкото македонско законодавство и постапува во согласност со истите. Од Исламската верска заедница биле подиректни во одговорот. Во моментов ниту една верска заедница во Северна Македонија, вклучително и Исламската верска заедница, не поднесува завршни годишни сметки до Централниот регистар, бидејќи законодавната рамка не го предвидува тоа за верските институции. Од Бирн велат не е така зашто законите предвидуваат обврска за поднесување завршна сметка. Посочуваат пример со друга верска заедница во земјава. Мислам дека не постои дупка во законот. Законот е јасен. Мислам дека се работи за некаква премолчена согласност на државните институции да им прогледуваат низ прсти на двете најголеми верски заедници. Да напоменам дека помалите верски заедници ги почитуваат законите. Например, католичката црква секоја година се поднесува завршна пресметка, вклучително и последнава година. Таа смета дека одговорноста паѓа врз Управата за јавни приходи и Централниот регистар, кои не може да замижат пред фактот дека Македонската православна црква и Исламската верска заедница месечно исплаќаат плати кои го надминуваат законскиот минимум за поднесување годишна пресметка. Нас ни беше многу нелогично како е можно институциите да велат дека или не знаат дека имаат под над 2500 евра во приходи и во имот на годишно ниво, кога во УЈП секој месец поминуваат илјадници евра во ниснимите сметки само за исплата на плати. Македонската православна црква има околу 100 вработени, а ИВЗ чинам околу 180 вработени. Тоа се илјадници евра само за да се исплатат вработените и тоа доколку се осигурани на минимална плата. Или, како што велат од Бирн, Македонската православна црква Охридска архиепископија и Исламската верска заедница продолжуваат да функционираат како систем вон систем.